Планината Јабланица е меѓу неколкуте подрачја за кое е потребна прекугранична заштита. Овде на Јабланица границата важи само за еден вид, за човекот. Поделена на две речиси идентични половини, планината Јабланица се простира и на македонска и на албанска страна. Со површина од 255 квадратни километри во југозападниот дел на Македонија, Јабланица ја затекнавме во есенски колорит, кој јасно ги исцртуваше контурите на планинскиот гребен висок над 2000 метри, но и на богатиот шумски фонд. За жал, Јабланица ја дели приказната како и многу други планини во Македонија. Во соседството таа е заштитена како национален парк, а кај нас се уште не. Се простира во меридијански правец, на север од Дебарската котлина се до југ на превојот Ќафасан, во должина од 40 км и е дел од Европскиот зелен појас. За Јабланица е важна незината богата хидрографска мрежа, на која веќе подолго време единствена закана и е човекот. Хидрографската мрежа е од средна до високо развиена, но исто тука е многу важно да се спомне повторно човековото влијание кој што води кон нарушување на водотеците со изградба на хидроцентрали, со создавање каптажи, со искривување на преместување на речните корита. На тој начин се уништува биодиверзитетот. Со Валентина се сретнавме на Вевчанските извори, единствено заштитено подречје на македонскиот дел на Јабланица. Главните извори се во дворот на оваа пештера, откаде потоа водата се шири низ неколку водотеци. Детално не е истражена, но со оглед на количеството на вода се претпоставува дека е долга околу 50 метри. Вевчанските извори представуваат исклучително значаен хидрогеолошки локалитет, кој според своите карактеристики е од посебен интерес за научниците, а привлечен и за туристите. Локалитетот Вевчански извори за прв пат е прогласен за заштитено подречје во 1999 година, со одлука за прогласување на локалитетот Вевчански извори за споменик на природата од страна на Советот на општина Вевчани. Според планот за управување со Вевчанските извори се предвидени 3 зони во заштитеното подречје кое опфаќа околу 1150 хектари. Со планот исто така се предвидува да се ангажираат и тројца ренџери кои ќе бидат чувари на оваа природна убавина, но и туристички водичи, а за мониторинг на биодиверзитетот и живеалиштата ќе се ангажира шумарски инженер. Тоа ќе значи поголем развој на Вевчани, бидејќи што би рекле ние секој на своето ќе управува. Буквално од 98 година навака немаме никакви сечи тука. Шумата, како што можете и сами да видите, е одлично сочувана. Меѓутоа, надвор од заштитеното подрачје и како има дива сеча на дрво. Во заштитеното подрачје се и шумските екосистеми кои се протегаат кон височините на Јабланица. Тргнавме кон нив преку Јанков камен и селото Горна Билица, а до нив води тесен, но асфалтен пат. Легендата за силното овчарче кое било убиено на подмолен начин и погребано под овој камен се раскажува и денеска, но помалку е позната приказната за овој вид на печурки, кои ги забележавме токму во предворието на Јанков камен. Ова се габи е од така наречениот вид самовилско карамфилче. Никнуваат по ливади или пасишта, а созреваат правејќи кругови познати како самовилски ора. За богатиот животински и растителен свет најзаслужна е природата. Шумите овде имаат посебно значење. Шумата на Јабланица представува и дом на критично загрозениот балкански рис. Јабланица е дел од централното подречје кое рисот го населува. Што значи за рисот колку Јабланица биде национален парк? Значи тоа значи дека ќе биде едно големо прекугранично подрачје, затоа што и од албанска страна е веќе прогласено од 2008. И земајќи ги предвид територијалноста на рисот и неговата екологија, тоа што нели окупираат големи простори, се територијални животни, тоа би значило еден посигурен дом за него.
освен значи во Маврово и околината, ете Кораби од албанска страна исто така заштитено подрачје, Шари од косовска страна е национален парк, значи тие прекугранични подрачја многу ќе придонесат за поадекватна заштита на рисот, па и на другите животни, нели, неговиот плен, срните, дивите кози, волкот, мечката и се што живее нели на тие планини. Планинскиот масив Јабланица се одликува со значителен шумски диверзитет, кој придонесува за тоа оваа планина да представува едно од важните растителни подрачја во Македонија. На планината Јабланица застапени се поголем број на видови дрвја, но сепак доминираат буката и дабот горун. Шумите од питом костен, кои ги има во пониските делови од планината Јабланица, се посебно значени, бидејќи тие се посебен шумски хабитат, кој има ограничено распространување. Ваквите значени и ранливи екосистеми се од посебен интерес за зачувување и треба да им се посвети посебно внимание, нега и заштита. Состојбата на Јабланица кај нас е под будното око на членовите на планинарското друштво Церн камен од Вевчани, кои се домаќини на овој дел од планината. На местноста викана Голина на 2000 метри надморска висина, каде се среќаваат ретки ендемични растителни видови, лицата кои доаѓаат од спротивната страна ги собират и ги експлоатираат понатаму за пазарите за производство на медицински препарати. Линцурата како едно од растенијата во моментов е во критична фаза, е крајно загрозено, се поретко го има, а заради неговата лековита вредност доста експлоатиран од страна на илегалните собирачи, бидејќи се собира коренот на растението, кога веќе еднаш ќе го соберат, тоа веќе не расте. Локалните власти во Вевчан и во Струга, заедно со местни заедници, веќе поднесоа иницијатива за прогласување на Јабланица за национален парк, со цел да се зачува природната вредност. Би сакал војнина и Јабланица да е цела под заштита. Тоа би значило поголема заштита, нема да има сечена на дива сечена дрва, би се возобновил биодиверзитетот, нормално поголем број на туристи, бидејќи ова подрачје Охридско, Струшки од Вевчанскиот регион е одличен за туризам. Воедно гледам развој. Јабланица треба да биде прогласена за национален парк пред се поради антропогениот фактор, односно човековото влијание кое што е изразено преку несоодветната урбанизација, инфраструктура, прекумерниот лов и риболов, неправилната и несоодветна сеча на шуми, прекумерното искористување на шумски плодови. Препознавајќи ги убавините и потребата од брза акција, во Албанија оваа планина уште во 2008 беше прогласена за национален парк Шибеник Јабланица. Подножјето е во градот Либраш, на 12 километри од Струга. Планот бил Јабланица да биде национален парк од двете страни. Координаторот за биомониторинг Фатмир не пречека пред влезот на националниот парк, а потоа се упативме по стрмниот кривулес и неасфалтиран пат. Секој метар се поминува бавно и внимателно, затоа што тоа е единствениот пат по кој минуваат и жителите на селата, кои сега се дел од националниот парк. Во централното подрачје на паркот се наоѓа девствената шума од бука, која е под заштита на УНЕСКО. Има 14 глацијални езера, 3 реки, пештери и зачувани состојни на дрвни видови. Јабланица представува локус класикус на Лилиум албаникум, балкански ендемит на цвет и е дом на уште 1700 видови на растенија. Tani normalisht administrata jonë po punon fort, ka filluar që nga viti 2005, është një strukturë e re, e cila fillimisht nisi me punën në terren për të monitoruar gjithë sipërfaqen e parkut, po edhe për ta mbrojtur atë, sepse ishin shfaqur disa fenomene ilegale, pra veprime ilegale nga njerëz të ndryshëm, si në gjuhëti edhe në prerjen e pyjeve. Ne më njëherë sapo morëm këtë detyrë, sepse është një strukturë e re, pra siç e tham, filluam direkt me mbrojtjen dhe menaxhimin e këtij parku. Normalisht ka disa probleme që
kemi patur gjatë gjithë kësaj kohe, kemi pasur mungesën e infrastrukturës, pra mungesën e mjeteve, siç kemi pas mungesën e zyrave, kemi pas mungesën e mjeteve, pajisjeve të domosdoshme, për shembull kamera, dylbi e tjerë. Po sot këto gjëra janë përmirësuar, zyrat i kemi rregulluar dhe makinat na kanë ardhur fal punës tonë, të kënguljes tonë me projekte të ndryshme, donatorë të ndryshëm. Dhe tani po vazhdojmë të ushtrojmë detyrën më shumë. Tani kemi punë me promovimin e këtij parku, me sinjalistikën e parkut, me ndërgjegjësimin e komunitetit që jeton brenda parkut që të promovojnë turizmin, ta zhvillojnë turizmin si një veprimtari shumë miqësore me parkun. Во националниот парк има околу 5000 жители. Тие живеат од земјоделство и денес се греат со дрвјата од јабланица, но велат дека сега има ред, а нелегалната сеча е сведена на минимум. Jam Faj Koxha, 54 vjeç, banoj në fshatin Gizavesh dhe jam krenar që fshati im është shpallur park kombëtar Shërbënik Jablonic. Jemi krenar për këtë gjë që u shpall park kombëtar për arsye se po mos ishte shpallur, pyet do ishim prerë pa kriter. Националниот парк опфаќа 34 хектари и низ него мониторираат 20 ренџери. Исто толкав е и бројот на камери кои се поставени низ паркот за да го снимаат движењето на шумските станари. Имаат записи од мечки, лисици, јазовци, волци, зајаци и од рисови. Но она што ренџерите го забележале во последно време е дека голем број животни бегаат од македонска на албанска страна. Нелегалниот лов мора да се спречи, а тоа е можно само со заедничка прекугранична соработка. Që është vendosur parku kombëtar Shërbënik Jablanic, emri i tij, është vendosur me faktin që të kemi një park ndërkufitar midis Shqipërisë dhe Maqedonisë. Dhe pjesa e shqiptare është pjesa e Shërbënikut, dhe nga ana tjetër kemi Jablanicën. Dhe ideja ishte që të kishim një park ndërkufitar për të lidhur jo vetëm popujt, po edhe natyrën, se natyra nuk ka kufi. Kafshët nuk kanë kufi, bimët po ashtu. Dhe kështu që ideja ishte që ne të bashkëpunojmë. Ne nuk e dim tani për çfarë arsyesh, nga ana e Maqedonisë nuk është vendosur akoma park kombëtar. Македонското еколошко друштво во тесна соработка со локалните заедници пред неколку години ја започнало иницијативата за Јабланица национален парк. Македонско еколошко друштво, откако го има истражано подрачјето и откако ги има презентирано природните вредности за планинскиот масив Јабланица Шебеник, има поднесено и една студија за валоризација на природните вредности на Јабланица, само за македонската страна, до Министерството за животна средина и просторно планирање. Сепак таа студија беше по прописите и правилата на претходниот закон за заштита на природа, така што не беше комплетна за да постои едно, да речеме, процедурално исполнување на потребните документи за да се пристапи кон прогласување за национален парк. Некаде од 2014 година до 2018 година се спроведува активности измеѓу 6 општини, меѓу Албанија и Македонија. И самите општини дадоа поддршка на самиот процес дека се волни да во иднина да го поддржат процесот за прогласување на Јабланица за национален парк. На почетокот на годинава, владата ја прифати оваа иницијатива за прогласување и сега треба да се изработи студијата за валоризација или ревалоризација на природните вредности на Јабланица. Од Министерството вела дека план постои, но за негова изработка недостасуваат пари. Бидејќи има некои новини во меѓувреме, потребно е да се направи една преоценка на студијата и во овој момент сме во фаза на изнаоѓање партнери од кои би финансирале таа студија. Каскаме малку за нашите соседи од Албанија, но верувам дека во разговори сме со неколку странски меѓународни организации кои што постојат овде и помагаат и верувам дека ќе успееме да изнајдеме средства за да продолжи преоценката на студијата. Јабланица заслужува да добие третман соодветен на непроценливата вредност што ја има за заштита на уникатноста на релјефот, раздовидноста и густината на шумите, биодиверзитетот, долините, езерата и изворите. Ако на сето ова се надоврзи фактот што на Јабланица има шума со висока конзервацијска вредност составена од поголем број стари вековни дрвја, која представува недопрена енклава со прашумски карактер,
Јасно е дека веќе нема време за изговори со кои ќе се одоговлекува незината заштита.